Наша гостинка во ова интервју е прилепчанката Маријана Ѓорѓиевска, која што на 26 овој месец се искачи на највисокиот врв во Африка, Килиманџаро, висок 5895 метри, кој што се наоѓа во Танзанија, во близина на границата со Кенија. Тој е највисокиот врв, како што кажавме, на Африка и пред се честитки за овој твој голем успех. Благодарам да се враќа кај вас убави и позитивни работи на било кое животно поле. Ви благодариме, инаку за тие што не ве познаваат, вие неколку години веќе се занимавате со високогорското планинарење. Прв највисок врв на еден континент кој што го освоивте беше врвот Елбрус, највисокиот врв на Европа, кој што се наоѓа на Кавказ во Русија. Тоа беше во 2018 година. Наредната година, 2019 година, некаде беше 15 февруари, ако добро се сеќавам, се искачивте на вториот највисок сумит или вториот највисок врв на еден континент, а тоа е Аконкагва во Аргентина, највисокиот врв во Јужна Америка. И ова е трет сумит кој што го искачувате. Точно така. Како дојде до тоа како тече подготовките и идејата да се реализира искачувањето на Килиманџаро? Идејата, како и на секој планинар или секој оној кој што сака да достигне определено ниво во планинарењето, како круна на една високогорска активност е искачување на сите 7 самис, односно сите највисоки точки на 7 континенти во светот. Подготовките се одвиваат континуирано, односно немаше некои посебни подготовки за искачување на Килиманџаро, бидејќи земајќи во предвид целокупната ситуација предизвикана од коронавирусот, не беше сигурно дали воопшто ќе се одржи ова искачување или нема да се одржи, па континуирано јас си одржувам кондиција, значи често сум на планините 2 до 3 пати во текот на неделата, се одам на планина, возам точак, одам во теретана, значи имам континуирана физичка активност и тоа на еден начин представуваше подготовка за искачување на Килиманџаро или на се она што може да излези потоа. Вие сте, ако не се лажам, првата прилепчанка која што го искачува највисокиот врв на Африка и втора во светот кој што ги има искачено, втора во Македонија која што ги има искачено двата на врвови, трите, Елбрус, Килиманџаро и Аконкагва. Значи за прва прилепчанка сум 100% сигурна дека сум прва која што има искачено не само Елбрус и Аконкагва, туку и врвот Ухуру на Килиманџаро. И мислам, значи, да не тврдам со 100% сигурност дека сум втора македонка која што ги има искачено трите самите, односно 3 највисоки точки на 3 континенти во нашата држава. Дали учествува и други македонци во оваа експедиција на Килиманџаро? Во последните 5 минути се пријави за моја среќа, се пријави уште еден планинар со кој што заедно го искачивме врвот Елбрус и врвот Аконкагва. Па така на оваа експедиција бевме двајца македонци и двајца срби и воедно уште еден србин кој што ни беше водич. Значи бевме вкупно 5 души, од кои 4 кои за прв пат ќе го посетиме, односно ќе го искачиме врвот на Килиманџаро и водичот. Има некаква агенција каде се пријавувате сите оние кои што сакате да се искачувате на Килиманџаро? Не, тоа се планинарски клубови кои што организираат тури, односно експедиции. Јас еве неколку години уназад континуирано се искачувам со еден водич, но тоа не значи дека би останала или нема да ги проширам моите видици за искачување со други планинарски клубови или лица кои што организираат експедиции или планинарски тури. Колку време траеше целата оваа експедиција на Килиманџаро, односно пристигнувањето, аклиматизацијата, искачувањето? Целокупното патешествие наречено Африка, значи започна на 21 февруари и заврши на речиси на полноќ на 4 март. Значи воглавно тука беа околу 2 недели, 10 на дена. Самото искачување на Килиманџаро, односно влезот во националниот парк Килиманџаро, ние имавме платено такса за 6 дена. Тоа значи дека ние за 6 дена треба да влеземе, да стигнеме до таму докаде што имаме зацртано или докаде што ќе успееме и да се вратиме назад, односно да излеземе од националниот парк Килиманџаро.
Самото искачување значи почна на 23 февруари во 14 часот. Значи тогаш влеговме во националниот парк и имавме од 1789 метри надморска височина и се искачувавме до првото место каде што ќе научеваме, односно тоа беше Маранга Худ на 2720 метри надморска височина. Наредниот ден, значи тој ден бевме затекнати со обилен дожд, бидејќи поминавме една прашума која што се вика Rainy Forest и каде што често има дождови обилни и не за џабе тоа се вели дека е џунгла, има огромна вегетација, преголемо зеленило, навистина прекрасно нешто да се види и да се доживее. Наредниот ден одлучивме да тргнеме многу рано, бидејќи тамошните водичи и познавачи на природата, на временските прилики, претпоставуваат дека дождовите идат негде околу 14 и 15 часот, па за да ги избегнеме тие дождови, ние секој утро тргнувавме околу 6:30-7 на предвиденото искачување за тој ден. Од Маранга Худ на 2720 метри надморска височина, наредниот ден се искачивме до Хоромбо Худ на 3720 метри надморска височина. После неколку часа и меѓусебен договор, бидејќи сите од групата се осеќавме добро, одлучивме да го скратиме денот што е за аклиматизација и да одиме на кратка аклиматизација до 4050 метри надморска височина, до едно место кое што се вика Зебра Рокс. Зебра Рок представува една стена која што е со нијанси исто како животното зебра. И тоа е една фасцинантна гледка и навистина уште еден доказ дека сепак природата е најдобриот уметник. По околу 2 часа задржување на 4050 надморска височина се вративме повторно во Хоромбо Худ. Преспијавме и утрото рано, повторно тргнавме на пат до 4720 метри надморска височина на Кибо. Тука имавме краток одмор од 5-6 часа и во 11 часот пред полноќ почнаа подготовките за искачување на највисоката точка, односно Ухуру Пик. Тргнавме на искачување околу полноќ. Искачувањето беше континуирано во ноќ, се додека стасавме до една точка која што е наречена Гилмас Пойнт. Тоа е отприлика на 200 метри висински од самата највисока точка, а отприлика околу 2 километри до точката која што беше наша цел. На таа точка почна да излегува сонцето, односно зачекавме изгреј сонце и имавме среќа да уживаме во видиците кои што ни ги пружи Африка, односно највисоката точка на Африка. Во самото подножје го успеав да го видам градот Моши и цел видик кој што го нуди самиот Килиманџаро. Среќа немавме облаци, бидејќи беше ветровито, и успеавме да уживаме во таа гледка. Околу 7 часот, 7 и нешто, значи се најдов на највисоката точка на најголемиот континент во светот, односно Ухуру Пик. И какво беше чувството да се биде на врвот на Африка? 3 точки досега највисоки искачени со 3 различни чувства, бидејќи секој искачување си има различна борба во себе и со различна патека. Чувството повторно ќе се повторам од претходните изјави дека е неопишливо. Значи тоа сепак треба да се доживее. Среќен си успел нешто да направиш што си го зацртал. Секоја остварена цел кога ќе ја оствариш е навистина предизвикува возбуда и среќа кај секој човек. Кога ќе го споредиш Килиманџаро, пример со Конкагва, Елбрус и останатите врвови во Европа што ги имаш искачено, според тежината каква планина е? Секоја планина, не за џабе рекле нашите стари, си ја има својата тежина. Во споредба со претходните врвови, Килиманџаро може би е малку потежок, бидејќи немавме аклиматизација, односно забрзано искачување во алпски стил, што за нас
конкретно би зборувала за мене, представува тешко, бидејќи јас речиси 2 години не сум била на надморска височина повисока од 3000 метри, што тоа значи дека моето тело не е прилагодено на тој недостаток на воздух. Доколку би имала поголема аклиматизација, односно подолг временски период за приспособување на организмот, планината како планина не е тешка за искачување, но сепак тоа брзо искачување кој што тамошните власти го имаат предвидено, значи задолжително 6 дена влез и излез од националниот парк и задолжителни носачи, портери, кувари и друга послуга која што мораш да ја имаш за зацврстување на економијата на Танзанија, предизвикува овај врв да биде малку поспецифичен. Во периодот кога јас се подготвував за Килиманџаро, нормално читаш, да знаеш, да бидеш припремен што да очекуваш, мене ми беше чудно зошто само 40% од лицата кои што се искачуваат на овај врв, мислам кои што се обиделе, го искачиле овај врв. Сега ми е јасно зошто е тоа така. Значи, заради тој брз временски период на влез и излез од националниот парк. Како што знаеме дека се наоѓаме во една пандемија, целата планета, дали ова искачување се одвиваше под некакви специфични протоколи, услови, и дали може би таа пандемија не те поголеба на почетокот, дали воопшто да ја изведеш оваа експедиција? Оваа експедиција требаше да се одржи во текот на 2020 година, но поради сите работи кои што се случија во 2020 година, ја одложивме за 2021 година. Но бев решена дека мора да се случи и нормално истражувавме за да видиме дали ќе имаме некакви препреки, дали ни треба ПЦР тест и сето тоа. При самиот транспорт до Африка, односно до Танзанија, немаше никакви проблеми. Буквално можам да речам дека таму луѓето не веруваат во корона и во Танзанија корона не постои, бидејќи никој не носи маски, никој не одржува дистанца, се дезинфицираат, хигиената за жал во градот Аруша, каде што имав можност да бидам, е на едно незадоволително ниво, а бројот на заболени и бројот на починати е речиси сведен на минимум. На враќањето имав определени проблеми. Во меѓувреме се случил определен протокол помеѓу Франција и Србија, па ние како македонци не можевме да преминиме без ПЦР тест, но тој со ред на формалности со помош на француската амбасада, нашата амбасада во Франција, успеавме да го надминиме и да го решиме. Самото искачување немаше определени протоколи. Освен Килиманџаро имаше можност да го видиш и националниот парк, но дали имаше можност да посетиш и други делови на Африка? И какви се твоите импресии за тој континент и за луѓето таму? Да, освен националниот парк Килиманџаро, имавме 2 дена сафари. Едниот ден беше во националниот парк Тарингири и вториот ден беше во конзерваториум Нгоро-Горо. Тоа представува еден кратер каде што го има најголемиот број на растителен и животински свет на метар квадратен. Навистина интересно доживување, сите ние сни биле во зоолошка и сни успеале да видиме животни од најразлични страни на светот, но сосем поинаку е кога ќе ги доживееш, односно кога ќе им појдеш дома, во нивното природно светло, да ги видиш. Интересно доживување. Би издвоила посетата на племето Масаи. Тоа представува домородско племе. Во самата Танзанија во моментов живеат над 1100 племиња кои што во моментов не војуваат и живеат во мир. Масаите се едно од племињата кои што се уште до ден денес ги имат задржано сите начини на живот, традиции, верувања, обичаи, како што живееле нивните предци, тие ги предаваат од колено на колено на нивните, односно на младите. Тие живеат во мали колипки, во форма на полжав. На средина во колипката имаат едно огниште. Во истата колипка живеат возрастните, децата и младите животни. Во случајов во колипката која што ја успеав да ја посетам, живеа малецки телиња. Интересно за доживување, интересно, сосем поразлично од сето ова кое што ние сме навикнати.
луѓето таму? Да. Ни самите Масаи ни приредија една представа, шоу, односно ни направија песна за пречек и песма која што е за надпреварување. Интересно, во секој случај препорачливо за секој кој што сака да види нешто поразлично, да посети било кој дел, верувам дека е така од Африка. Како што го започнаме во наше интервју, така би сакал да го завршиме со едно прашање. Ова е трет сумит или трет највисок врв на еден континент кој што го искочувате. Првиот човек кој што ги искачил сите 7 највисоки точки на светот бил Ричард Бас 1985 година. Дали тоа е вашата животна цел? Секој планинар или секој оној кој што се занимава со планинарење и со високогорство, како што кажав на почетокот, проектот Seven Summit му представува една круна на сето она што го направил. Да, реално среќна би била доколку успеам и јас да влезам во листата на лица кои што искачиле сите Seven Summit, особено земајќи во предвид дека бројот на жени во однос на бројот на мажи е и то како далеку помало во однос на мажите. Но за остварување и реализација на тој проект навистина треба сериозна финансиска поддршка, која што јас овие 3 светски самити ги имам искачено благодарение на самофинансирање и на сите локални фирми, од кои што, доколку ми дозволите, би ја издвоила Витаминка, која што континуирано ми е поддржувач и спонзор на сите подвизи кои што сум ги правела досега, а исто така морам да се заблагодарам и за скромната поддршка на локалната самоуправа, односно на општина Прилеп. Доколку се појави посериозна финансиска поддршка, да, би сакала да ги искачам сите Seven Summits, а ако не во овој случај, доколку би морала сама да се финансирам, би била пресречна и со да искачам 4 од 7. Се надевам дека за блиска иднина ќе ја оствариш твојата животна цел и ти благодарам на овој разговор. Благодарам и на вас за поддршката која што ми ја пружувате цел овој период уназад.